почитувана јавност, почитувани колеги, сметам дека самата прилика заслужува коментар, особено заради тоа што со самиот акт на денешното гласање ќе се комплетира владиниот кабинет, нешто што е особено важно. И тука би сакал да зборувам за две перспективи. Прво е таа која што граѓаните очекуваат во иднина, а втората е таа која што е направена за овие 30 дена и како што кажа самиот премиер. Кога разговаравме тука за изборот на владата, ги соочивме аргументите и им кажавме и тогаш на министрите, на сегашните заменици, ќе им ја повториме пораката дека секој еден од нив кој што е именуван на некаква позиција е именуван таму за да ги придвижи нештата кон позитивна насока. На граѓаните на оваа држава им е преку глава од тоа што го гледаат до сега и од функционирање во кој што одредена криминална каста ќе ги диктира условите за тоа какви автентични толкувања, какви закони ќе се носат за да може па една друга корумпирана каста континуирано да го краде овој народ и сите граѓани да бидат незадоволни од перформансите кои што ќе ги понуди институцијата. Граѓаните излегоа и кажаа дека не сакаат како до сега. Во изминатите 30 дена се покажа јасна разлика дека ако се работи како што треба, ако се работи посветено, може да се придвижат нештата во една позитивна насока и граѓаните конечно да видат дека и за оваа држава, доколку има кадри кои што се честни и работливи, може нештата да се придвижат на напред. Со вашето именување, почитувани кандидати за заменици министри, министерствата треба да бидат операционализирани и конечно ќе се добие потребната ширина за да можат луѓето кои што ќе ги водат министерствата да ја исполнат и својата примарна цел. А тоа е да ги слушаат граѓаните и соодветно на тоа да ги администрираат проблемите. И аз сакам да потсетам на неколку работи. Мандатот оваа влада го започна со тоа што веќе на првиот ден беше понудена, односно подпишан договор со една странска инвестиција од 450 милиони евра, ветерен парк каде што треба да се произведува електрична енергија за 100.000 домаќинства нови, односно за домаќинства кои што ќе понудат исто така во своето оперативно работење и нови 650 вработувања. Се започна исто така со изградба на ново училиште после 100 години во Скопската општина Кисела Вода. До сега не постоеше, по 100 години конечно се создадоа услови за такво училиште да биде изградено. Се продолжи со реализација на едно ветување да на 300.000 пензионери им се покачи пензијата за 5.000 денари. И слушнавме тука разни одговори од оние кои што беа опозиција дека ќе се нарушил фондот и така натака, а особено ми е драго тука кој што во пратеничките групи е поранешната министерка за труд и социјална политика која што ги навредуваше пензионерите и им лепеше епитети и кажуваше апокалиптични сценарија дека ќе се случило ова или тоа. Ништо од тоа не се случи, а пензионерите ќе добијат 5.000 денари повеќе затоа што може да не се краде, а може да се обезбедат пари за граѓаните. Исто така беше и укинат оној фамозен факултет за медицинари во Струга. Значи можело некој и на тие да им каже не, исто како што можела министерката за финансии сега да укине 2 лиценци за оние кои што играа фудбал и тој кој што им се јавуваше по телефон, а овие паѓаа у несве затоа што не можеа да му кажат не на неговиот притисок, бидејќи нели како до сега доаѓаше наредба од Мала Речица и таа мораше да биде безпроговорно послушана од овие послушници кои што седат тука, а сега не баре продаваат памет за секоја одлука дека можела или не можела, или дека нешто ќе се струшило во државата, а 30 дена веќе се докажува на секој еден момент дека можело поинаку, ако не се крадело и ако се работи напорно. Исто така, ете ќе се операционализира одлуката 100 милиони евра за капитални инвестиции за општините и 250 милиони кои што ќе бидат достапни од 1 јануари до година. 350 милиони за општините за да се решат основни проблеми за сите градоначалници. Тука не се двои ниту еден. Секој кој што има подготвен проект може да дојде да го поднесе тоа до соодветните институции и да добие можност таквите проекти да ги реализира. Потоа можевте да видите камен темелник на нова градинка во Бутел. Потоа укинување на економските директори, наместо да разговараме за нови 2 милиони евра кои што ќе останат во буџетот по основ на таа заштеда, тука видовме критики, тука видовме лепење на етикети заради тоа што нели морало некој да биде директор. Па не морало да биде директор, тие пари нека останат кај граѓаните за да се градат нови амбуланти на секаде низ државата. Потоа видовме нова спортска сала во Гевгелија, значи можело. Потоа видовме нова германско-белгаска инвестиција за 110 луѓе 20 милиони евра. Американски вептек 35 милиони евра, 110 нови вработувања. Потоа можевме да видиме нешто што на мене особено ми значи како граѓанин на оваа држава, дека некој може да отиде на НАТО самит
и да покаже таму гордост и достоинство, дека политиките на оваа држава, без разлика што сме 1,8 милиони, може да се отиде таму на маса со најголемите државници, со исправена глава, без коленичење или виткање на кичма и да се каже кој сме, од кај сме и зошто доаѓаме и зошто сме биле таму. И нормално очекувам овие да негодуваат, бидејќи нели треба некаде да се примат наредби, а не е како до сега. Сосема ми е јасен тој склоп на вашата ментална и политичка матрица, која што можеме да ја видиме во изминатите 10 дена, како доаѓа до еден врв на лицемерие, кога оној криминалец кој што беше Министерство за здравство, кога го насадивте како председател на партија, не е дојден тука па да ни каже дека жестоко ќе се спротивставува на ребалансот на буџетот, а замислете, таа жестина е со 11 амандмани, од кои што 9 се во реализација, а 2 се копи-пасти и повторени 2 пати поднесени. Тоа е таа жестина која што може да се очекува од овие луѓе кои што сега се опозиција. Понатаму, што се направи? Се направи нов модел на функционирање и на финансирање за да може да се изградат болницата во Штип и Кичево. Се сеќавате на тие? Нормално дека не. Зошто? Бидејќи 7 години шајка не заковавте и останаа така, а во болницата во Штип и Европската банка ви ги повлече средствата бидејќи не сте ги реализирале. А претходниот министер за здравство, кој што вие го гласавте тука и го браневте, кажа дека како пациент никогаш не би сакал да се најде и да влезе во клиничкиот центар во Кичево. И па сега ќе се гради и тоа можело. Можело поинаку дури и за 30 дена. Спортска сала во Лескоец во Охрид и реконструкција на булеварот. Значи можело поинаку. А ќе кажам зошто ги повторувам и овие работи, бидејќи имам една поента на крај. Потоа состаноци во Европската политичка заедница, борба против корупцијата, Дрина Ахмети доби кривична пријава, можело поинаку, значи тие кои што купуваат трговски центри, на кои што тука вие се срамевте со наведнати глави и ги браневте дека секој во оваа држава заради добрите економски политики на владата можел да стане милионер и да купи трговски центар, сега си доби кривична пријава, бидејќи 7 години не плаќал годишен надоместок по Министерството за економија за лиценца дадена за ископ на минерална суровина, закон кој што вие го критикувавте тука дека не требало тоа така да се случи. И на крај ќе завршам со нова градинка во Трубарево во Гази Баба. И ова е за 30 дена. А знаете ли кои се одговорите на овие луѓе кои што сега се опозиција? Почнуваат со навреди и различни квалификативи: лопатари, лажговци, вака, така и слично, наместо да ги поддржуваат сите овие работи кои што се случуваат и кои што е нова реалност во Република Македонија. Почитувани заменици министри, од утре и вие ќе бидете операционализирани во министерството да ги решавате овие проблеми на граѓаните кои што неминовно ги има. Од вас очекувањата се големи, дотолку и нашата верба ќе биде вечерва на гласањето поистоветена со огромен број на мнозинството на гласови кои што очекуваат тие проблеми да се решаваат. Јас се согласувам дека никој од тука не бараше изговори за првите 100 дена владење, бидејќи изговори во политиката не се потребни. Потребна е многу работа и потребна е реализација на сите оние ветувања кои што сме ги дале заедно пред граѓаните. Во наредниот период ќе стигнуваат уште многу законски решенија, ќе стигнуваат уште многу проекти и реформи, а и дела кои што сме се обврзали пред граѓаните. Токму тука ќе биде и вашата улога најзастапена. Сакам да кажам дека не треба никој да не гледа низ призмата на тоа дека ете 100 дена сепа некој треба да се воведе во работата. Сите се воведени во работата, ден поскоро, час поскоро, да ги реализираме сите оние проекти кои што им ги ветивме на граѓаните, бидејќи оваа држава повеќе време за чекање нема, а чека повторно да стане горда, а конкретно на сите кои што сме во оваа просторија нима паднато, да кажам на некаков начин и таа чест и задоволство и привилегија да работиме и да развиваме оваа држава. Благодарам.